Се е можно за оние кои веруваат во Бог. Така да можне, се е можно. Тоа е најсилен збор. А Илија не би бил Илија, би бил пак Илија данеска, ама не би бил пола од тоа ако Даниела не е со него. Така да Голуб при цела возбуда. Не е лесно да дојдеш тука и да кажеш било што, еден збор. Така да може да наплува за Даниела. Како важен или главен дел исто од тинеџерската група. И Библијата кажува, има еден збор во Стариот Завет, се вика еврејскиот левадов. Тоа значи иста еднаков дел од целината. И тој збор се споменува за жената. Жената е еднаков дел од целината. За ние да понекогаш да се правиме мангуби, да занимаваме некои работи. И истиот збор за заштитник за жената се користи и за Господ понатаму. Кога Давид го заштитува, кога Павле го заштитува. Така да тоа околу жената, не планирам да зборам повеќе. Сум зборил и повеќе, да, али може би некоја друга наредна прилика. Ајде да видиме сега од каде да почнем. Иако знам од каде би почнал со проповедта, но имам нешто друго што сакам да направам, а тоа е да се помолам. Зошто што не би било валидно ја да зборувам за силата на молитвата на праведникот, а да не се молам. Така? А пообратно, би било многу валидно ако се молам и зборам за силата на молитвата на праведникот. Така да јас ти благодарам за тоа, за овој ден прекрасен, Господе. Ти благодарам, Господе, што ти ни ја даваш суштината на овој ден. Да го разбереме тоа што значи духов ден. Да разбереме и да видиме, да славиме тој роден ден, ако можем да го кажем така, на црквата. Да славиме Тебе, Господе. Јас, Господе, сега се молам како што и пееме. Секое едно столче овдека да биде пополнето, Господе. Да биде пополнето со наши пријатели, да биде пополнето со нашата фамилија, да биде пополнето со луѓе што не ги разбираме, што не ги знаеме, што понекогаш не ни паѓа ни на ум, Господе, но кај Тебе паѓаат на ум, Господе. Фала Тоа што секое едно столче ќе биде пополнето. Не да ни е пополни бројката на нашето егоистично гледање на црквата, него да е пополни бројката во небесното царство, каде што Ти ги чекаш со отворено срце, Господе. Фала Тоа што Ти си не направил подобни да можеме да го направиме тоа. Да можеме да им кажуваме на народот дека не се грешници, него напротив, се изгубени, а Ти ги чекаш да се вратат. Фала Тоа во името на Исус. Амин. Алелуја. Светот наликува вака, Исус рече. Светот наликува на изгубениот син. Приказна што ја знаем и нема да ја зборам таа приказна, ама некој треба да ја слушне сега во моментов таа приказна. Така да ќе биде на кратко. Знаете како? Можеме да се сконцентрираме на две работи. Или на изгубениот, или на син. Ја би сакал на син. Зашто тука го кажува идентитетот. Исус не вика на изгубениот грешник. Светот не наликува на изгубениот грешник што треба да се врати и да се оправда пред Господ. Господ го оправда. И затоа може да биде син. Затоа светот наликува на син, кој таткото го чека постојано на прозор. Кој таткото кога виде дека трча, он се стрча повеќе, најверојатно со сукњата малце потешко му одеше, зашто евреите сукњи носеа во тоа време, и му беше потешко, но даде се да се стрча да го пресретне што подалеку. И јас замислувам таа средба. Синов сакал да се оправда некако, но таткото ќути го тепал, го удирал по уста и го бакнувал по целата глава. Така си го замислувам јас тоа. Така да, на таков начин, Господ не чекаше нас, Господ ги чека луѓето натаму. Амин. Да. И никогаш тогаш не може да биде досадна оваа приказна. Колку и да е зборувана, колку и да е користена за евангелизација и било што, ако знаеме дека татковското срце е секогаш спремно да направи чекор повеќе. Во еврејската традиција тоа не постоеше. Во еврејската традиција таткото не смееше да тргне према синот. Мораше да чека да синот дојде и му се понизи. Но овој татко, нашиот Господ, се мојкиниот Бог пред се, но во исто време јаба татко,
се стрча. Така да тој што мисли дека не е достоен, или што мисли дека бев изгубен, Библијата кажува, сега си најден. Најден си, прифати го тоа. Амин. Имав едно откровение одамна, ама некако го чував како во себе, а не треба да ги чувам откровенијата, зашто тие не се за нас. Посебно човек кој на некој начин барата со откровенија, тоа не е за да ги чува. Што ќе прави? Ќе пукне. Мора некаде да излезе таа сила на тие откровенија. И знаете, го гледаме Исус, оди со крстот на рамо на ке Голгота. Треба да излезе од градските порти, камшикуван, мачен, и свикам, и наоѓа човек да му помогне. И викам, Господе, зошто во таа гужва му го спомнуваат името на овој човек? Мора да има нешто. Не може тоа. И го видоа во гужвата Симон и го излекоа, дојди Симоне, помогни му. И побара малку. Знаете што значи Симон? Ќе видат. Сите ќе видат за крстот, Исус им кажа и тогаш. Никогаш нема случајности во Библијата. Никогаш нема случајности ни во Стариот, ни во Новиот Завет. Дури како и да сакаме по завети да ги гледаме работите или да гледаме само како на Божјо Слово. Симон значи ќе видат. Сите ќе видат за крстот што се случи одма после тоа. Те согласуваме со тоа? Сите. Библијата кажува само да погледат на мене и ќе бидат спасени. Го знаеме оној дел каде што Петар вика, кој со уста исповеди, со срце поверува. Но Јован пишува само да погледнат на тебе, Христосе, и ќе бидат спасени. Зошто? Зашто е јасно. Срцето понекогаш не зборува, но знае точно што прави. И затоа има надеж во голем обем за луѓето што навидум не го познаваат Бог. Зашто не треба многу. Или поточно, не треба ич. Се што требаше направи Христос на крстот. Амин. И затоа можеме да пееме Ти си Бог над овој народ. Затоа можеме да пееме Ти си Бог над Македонија. Зашто Он е Бог над Македонија. Колку и да ние понекогаш луѓето сакаме да издигаме други богови во Македонија, Исус е Бог над Македонија. Амин. И не е Македонија библиска земја, зашто само е пишува дека е библиска земја. Зашто му припаѓа на Господ е библиска земја. Така да, најверојатно сме повикани да ги разбираме суштините на тоа што е пишано. Суштините на тоа што ги нарекуваме празници, а никако формата. Формата носи само во нова форма. Со текот на годините, формите се менјаваат, но суштината останува иста. Суштината е непроменлива, а таа е во Бог. Денес ќе зборам, сите видовте убава сликичка, може ќе да ме дадеш. Ријат е нашол, фала Ријат, зашто многу е погодил пентата. Човекот седи над облаците и има нели сила на молитвата на праведникот. Нашата молитва мора секогаш да биде од птичја перспектива. Никогаш одоздола нагоре. Тоа ни Исус не пучува. Исус вика, не се грижите што ќе кажете. Мојот татко ќе ви даде зборови, а вие само ќе ги пратите нагоре. А зборовите на таткот идат од озгора. Така да, нашата перспектива во молитвата е секогаш од озгора надоле. Од озгора до што е вистината, а доле за да се оствари. Амин? Никогаш ние на молитва, што е од Господ, не останала само молитва, него била делотворна молитва. Така ни вика Павле, делотворна молитва. Зошто? Зашто се потворила во дело. Ми се јавува Гого Сабајле, иле ме боли стомакот, моли се за мене. Се молев, ми се јавува за 5 минути, иле ми помина стомакот. Ма Јаков вика, кој верува и не се сомнева, нема, ќе му биде. Ќе му биде. Во името на Исус ќе му биде. Нема поинаку. И сега и еден пример има во Библијата, еден викаше во името на Исус, што Павле го проповеда и нешто не би на него го натепа човекот. Во името на Исус има сила, но ако го познаваш. Амин? Ако го познаваш.
Кога ги познаваш работите, тебе ти стануваат валидни. Инаку е негде некаде на некого. А Бог е Бог на сите. Но и Бог на само еден. Го разбирам ова? Зошто? Зашто сме повикани на еден со Бог пред себе. И тоа што е во еден на еден, да го манифестираме во нешто што се нарекува црква. Зошто молитвата на праведникот? Зашто не може поинаку. Молитвата успева ако си го знаеш идентитетот. Инаку би било празни зборови. Има една песничка од IQ. Зборови што долго траат, малку кажа. Се подалеку од нас се носа цела вистина. Да знаеме вистината, тогаш молитвата има сила. И затоа сите псалми скоро, затоа Павле, постојано, Јован, Петар, сите укажуваат дека има сила во молитвата на праведникот. Кој знае како да се моли, ако не некој што го познава лично Бог? Кој? Знаете ли дека имаме многу начини на молитва? Во светот појдете ќе видите мантрања, не знам, не сум навлегол искрено толку никогаш, но знам дека има. Но дали имаат сила да сменат нешто? Да сменат нешто, знаете што? Што е на добар глас. Сме виделе, се менјавале работи. Но некако што Бог сакал. Павле вика што е на добар глас, што е од озгора, што е честно, што е љубезно, што е правилно, што е искрено. За тоа размислувате и за тоа сакате да го видите. Така да во молитвата на праведникот има сила да ги донесе овие работи. Овие работи што Господ сака да ги воспостави во своето царство. Амин. Псалм 34:19, најде го куки. Кој од вас денеска дојде без ниеден проблем? Ја дојдем со проблем. Да. Најверојатно скоро сите, така? Но што има ние да се жалиме кога збориме за благодат и кога викаме кај нас проблемите се привлекуваат? Зошто? Зашто тука е решението. Го разбирам ова? Видите го што вика Псалмов. Го најдете ли? Псалм 34:19. Вика, бројни се маките на праведникот, но од сите нив Господ го избавува. Бројни се неволите на праведникот, но од сите нив Господ го избавува. Така да што има ние да се плашиме? Можеме да калкулираме со зборови, дали се маки, дали проблеми, дали предизвици. Но со едно не може да се калкулира, а тоа е вториот дел стихот. Но Бог од сите го избавува. Амин. Најде го Римјани 1:7. Луѓе, ќе зборам понатаму и за зрелост, да бидеме свесни дека не секогаш ќе гледаме рози на патот. Тоа е свесност. Тоа не е негативно размислување. Тоа е свесност. Но исто така да бидеме, или многу повеќе, да бидеме свесни дека Господ ни избавува од се. Што најде? 1:17, извини. И тоа беше добро, 1:17 да легне на... Бидејќи во него се открива Божјата праведност од вера во вера, како што е напишано. Знаете ли кога е напишано ова? 7 века пред Христос е напишано исто тоа. Праведникот ќе живее по вера. 7 века. Некој, еден чичко Авакум, пророкуваше, праведникот ќе живее по вера и по ништо друго. Знаете како? На небото вера нема да ни треба. Јасно ни ова. Што ќе ни е вера на небото? Ќе живееме во целата полнота. Тука ни треба верата. Најди го за да потврдиме Авакум 2:4.
идентитетот на праведник во нашиот живот ќе донесе сила не само во молитвата, ќе донесе сила во дружењето. Знаете каде ќе донесе најголема сила? Во служењето на другите. Само човек што знае кој може да му служи, да им служи на другите. Инаку, ако не знаеш кој си, не можеш да служиш. Така ќе ви објаснам практично што значи тоа не можеш да служиш ако не се знаеш кој си. Ако не се знаеш кој си, ќе се бараш, ќе се надпреваруваш со луѓето, ќе ги обомориш на луѓето. Не можеш да му ги обомориш и да му служиш. Не може. Не иде. Еве пробајте. Што не е препорачливо, но не иде. Или најверојатно сите сме пробале. Ама не иде. Али кога го знаеш идентитетот, кој си во Господ, тогаш служиш и тогаш не ти е проблем. Исус знаеше кој е и појде носите им ги изни овие, не. Зашто што они не се сигурни кој се? Ни па се сигурни кој е Исус. Немој ти да ни. Исус сакаш да им каже, тоа што го зборите вие, кај римјаните падеше. Ја дојдов ова сето да го сменам. Кај мене ова не пада. Ја знам кој сум и тука им кажува. Вика, знам кој сум, знам од каде дојдов и знам каде ќе одам. И затоа можам нозе да ви измија. Ја знам кој сум. Ајде сите. Ја знам кој сум. Ја знам од каде дојдов. Знам од каде ќе дојдам. И затоа можам да служам. И да не ја видам никогаш тешко. И едно Авакум пред 7 века го кажува она што Павле вика, запишано беше. И ете горда душа ќе пропадне, а праведникот ќе живее преку верата. Амин. Немој да затоа да се плашите од пророштво. Но немојте да чујувате ако не ги видите, понекогаш спомнете. Замислете, Авакум ова го кажува пред крај, уште неколку години му остануваат од животот на земјата и не го гледа тоа. И не само што не го гледа, после 7 века. Неговите ученици го чекале, ме разбирате? Затоа пишува дека далеко ги поздравија она што ние сега го уживаме. Или што би требало да го уживаме. Се ние имаме за живот и побожност. Но што ни е се од полза ако не знаеме дека се имаме за живот и побожност? А ако знаеш се дека има за живот и побожност, и ако го знаеш тоа идентитет, тоа ќе знаеш кога, во кој момент, на кое време, на кое место ќе дојдат работите што Господ ти ги вети. И тогаш трпението ќе биде најлесно наместо најтешко. Исус словото негово во Откровение го нарекува слово на трпение. Петар вика, Господ е трпелив. И ради што сака сите да се спасите, не доаѓа од нас. Ние таков Бог имаме. И од таков Бог пример можеме да земеме. Амин. Најде го Јуда. Со ви кажал еднаш, Јуда првите 20 стиха го подценив еднаш и тогаш може ја научи лекцијата немој да подценуваш, а посебно немој да подценуваш нешто што е Божје. А не ми беше така. Јуда тука ги предупредува, али има зошто ги предупредува. Истото предупредување важи и за денес, и за нас. Се појавиле подбивачи. И сега сигурно ќе си најдете некој во вашиот ум, што на истиот начин би реагирал во животот. Вика, се појавија подбивачи и се подбиваат со вас, со вашата вера, со вашето трпение, со се она што проповедате се. Но, 20 стих што вика? Но вие, мили мои, оставете го тоа. И изградувајте себе си врз вашата пресвета вера, молејќи се во Светиот Дух. Она што го слушаме за изградба на црквата, еве го, еден од начините. Или главниот начин кој се треба се да покаже. Но вие, мили мои, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера, што никако не е ваша. Или обратно, ваша е зашто вие сте Христови. Така да не е погрешно дали, така? Наша е зашто ние сме Христови. Наша е животот зашто на Христос му попаѓаме. Молејќи се во Светиот Дух. И сега, го знаете она,
за духовните дарови, посебно за јазиците, каде што човек вика најповеќе му се потребни да се изградува себе си, така? И тука некако има добра коинциденција, не е во никој случај, не во поезија, ако можам да кажам, на стихове. Добре, изградувајте се и се изградуваме преку зборење на јазици. Но дали црквата може толку и така да се изгради? Така да ја не верувам дека е молејќи се во Светиот Дух, само молејќи се на јазици. Него молејќи се воден од Светиот Дух за работите. Некогаш не знаеме што збориме на јазици, а се изградуваме себе си. Но Павле вика, некогаш 3 збора се подобри за да се изгради целото тело. Амин. Со ваква молитва во и преку Светиот Дух е можна зрелост на највисоко ниво. Оќе ја кажам моје откровение. Не знам вие кај гледате, која е најголема зрелост за вас покажана на дело. Али за мене е Матеј 26:39. Најголема зрелост. Нешто што беше врвот, што можеше да се покаже како зрелост на еден карактер. А има многу во зрелоста на карактерот луѓе. Ако избирате меѓу две работи, да бидете духовно искористени преку духовните дарови, ако ви се нудат две работи и некој ви нуди зрелост на карактерот, ве молам изберете го во второто. Ќе му даде сјај на првото. И отиде малку понатаму и падна ничком и се помоли велејќи: Татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку како што сакаш ти. Но не да биде мојата волја, Господ, нека биде твојата. За мене е врв на зрелост. Ме разбирате? Пак ќе кажам, вие видите, не мора да се гласуваме ниту со сето, но врв на еден карактер, на еден зрел карактер е да го покаже ова. Да покаже дека на вистински мисли и верува, дека Бог го знае повеќе него самиот он што се знае. И тука ангели дојдоа и го подкрепуваа Исус. Не остана сам. Ангели дојдоа и го подкрепуваа. Така да, можна е зрелоста не само во Исус. Оваа зрелост е можна и во нас. Јас сум видел зрели карактери. Јас сум видел на вистински карактери, луѓе зрели што можат да допринесат на вистински начин. Можеме ние сите, и сите сме повикани на некој начин. Но пак ќе кажам, сето она што е во нашиот живот, кој ќе го споите со зрелост, има поубав вкус. Кој ќе најде во Филипјани 2:21. Имаме денеска доста стихови, али така е некогаш најубав. Кога ќе видиме ние што мислиме, но ќе видиме што мисли и Библијата за сето тоа. И ева зрелоста што Павле ја истакнува за Тимотеј. Се слушнаме, сите ние сакаме или требало да имаме еден Павле, но и еден Тимотеј. И убаво е да мислат за вас и за како Павле, кој вика, кој на крајот на својот живот Павле вика: јас ви бев пример во се. Ја не можам тоа да го кажам уште. Сакам, да стремам, најверојатно ќе треба период, али Павле дошол до тоа и вика: ви бев пример во се. Но видете што вика и за неговиот ученик. Вика: но се надевам во Господ Исус наскоро да ви го испратам Тимотеј, та и јас да се охрабрам кога ќе дознам како сте вие. Зашто нема друг истомисленик кој толку искрено се грижи за вас, бидејќи сите други го бараат своето, а не она што е на Исус Христос. И обратно, Тимотеј им го праќа, зашто не го барал своето, но она што му припаѓа на Исус Христос. И тоа не за него тука пишува, него се грижи за вас. Го бара Христовото
за сите нас. Така да го бараме Христовото за нашите браќа, за нашите сестри, за нашите роднини и пријатели, за нашите навидум непријатели. Иако јас имам еднаш кажано дека во Божјото царство нема збор непријатели. Не може да има. Укинато беше. Ако го сретнете некде, треба да видиме во преводот или контекстот. Не може човек, Господ тоа што оправда да го нарекува непријател. Ја бах така мислам. Еди го сега Матеј 27-22. Исус избореше постојано за молитвата на евреите, во тоа време беше обкружен најповеќе со евреите и им ги рушеше сите стереотипи. Тоа што значи молитва, пост. И Исус тука уште не им ја објавува на некој начин целата вистина додека збори со евреите. Него цело време им вика, абе вие се правите нон-стоп паметни со законот, али духовниот закон е па ваков и ваков. Што правиме сега со ова? Ти викаш, ако не си убил. Ја ти викам, будала ако го наречеш си готов. Исус им вика, затоа не се надевај на тело. Законот секогаш се надеваше на тело. Исус тук им кажа, не се надевај на тело, надевај се на мене. Чим ја не те судам, нема те судим никога. Исус се суши смоквата тука и вика, Исус одговарајќи, го прашуваат, нели, како се суши смоквата веднаш. Исус одговори велејќи, вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате, ова што го кажа на самиот пат. Знаете, не смееме да го тврдиме, не се посомневате. Тоа е вера. Другото би било најверојатно празна вера. Ме разбирате? Значи, ако има критериуми, на некој начин тој критериум. Дури кога не го спомнеме, ние знаеме дека во верата не постои сомнеш. Затоа е вера. Цврсто уверување. И не вика цврсто уверување зашто е слепа. За она што не го гледаме, ама сепак го гледаме. Знаеме дека е тука. И затоа Зоран Ностов вика дека верата има очи. Зашто има очи верата. Само верата не гледа на околности. Верата гледа пред престолот. Зашто е таму. Дигни се од тука и фрли се во морето. Верувајте, ја мислам дека на никој не му е стало, ни пат тогаш на Исус, да некој планина фрли во морето. Може, нема не. Ја го гледам ова како понекогаш проблемите наши ги викаме планини. Имам проблем колку планина. И ако му речеш на проблемот, фрли се во морето на забора и он ќе се фрли во морето на забора. И никогаш нема таму да излезе. Јас символички така си го гледам овој стих. Така да, ако некој има проблем, слободно нека му рече, преку вера без сомнеш, фрли се во морето. И он ќе се фрли во морето. И се што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете. Се. На некој начин става критериум Исус тука. Се што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете. Нема со молитва во вера, па ќе видиме. Со молитва во вера, ќе добиете. Ќе добиете. Ако го гледаме како принцип, сега при друго нешто. Мора понекогаш да знаеме дека Божјата добрина е па на секој принцип. Бог ги создаде принципите, ама Бог исто така и апсолутно добрина. Така да и секој принцип го спомнуваме, задавање, сеење, жнење. Бог е и таму над тој принцип. Зошто? За да ја покаже Божјата добрина во тебе, за да ја видат и другите. Така да функционира, но Божјата добрина е над секој принцип. Ќе одиме да објаснуваме уште стихови. Матеј 6:8. Пак Исус тука, нели, им зборува и пред да им го каже тој урнек, ако можеме да го кажеме, што им го кажува на евреите во тој момент за како да се молат, ако веќе се молат. И вика Исус, абе немојте да бидете како фарисеите по ќошеви да стоите, па сите да ве гледаат, па уште ако постите да бидете стужени,
па да речат леле луѓево. Јас сум го осетил тоа на кожа, луѓе. Ја ќе одевме негде, ќе патуваме, ја црква видов, ќе се прекрстаме, сите другите нема да се прекрстат и знам како може да им биде на другите. Леле види овој колку е духовен, но ние ништо. Разбирате? Тоа наместо добробит во тој до тебе може да донесе осуда поголема. Духовноста поинако се изразува. Духовноста се изразува кога човекот ќе го земеш и он ќе ти рече километар ти 2-3 ќе изориш со него. Тоа е духовност. Таа практичност на духовноста. Што никогаш духовноста не е измислена да биде само духовност. Што фајде би имале од таква духовност? Али кога ќе ја видиме во пракса, тогаш е вистинскиот израз. И така не бидете како нив, зашто вашиот татко знае што ви е потребно уште пред да му се помолите. Уште пред да му се помолиме. Нашиот татко знае и секогаш ќе знае што ни е потребно, луѓе. Уште пред. Нашиот чекор е чекор на вера. Го разбираме ова? Е чекор на вера, да си покажеме себе си понекогаш. Некогаш да покажеме таму каде што треба да покажеме. Дека преку вера се збинна со ова и Господ е вистинит и добар во таа работа. А не го измолуваме, затоа реков, одозгора молитвата доаѓа. Ние не го измолуваме Господ за работите. Ние ги прифаќаме работите. И ние немаме проблем христијаните со прифаќање на работите. Ние имаме проблем со препознавање на прифаќањето. Треба да го препознаеме, зашто сега Петар ти вика имаш се за живот и положност, а ти сега треба да прифаќаш нешто. Не, препознај го тоа. Луѓето што не го познаваат Господ имаат проблем со прифаќање и не можат да прифатат се. Ти ги им дадеш и 300 евра и 500 евра, не може да прифати некој. Живот им даваш, не прифаќа. Не па не. Ние не имаме проблем со примање, имаме проблем со прифаќање. Така да, тој е со прифаќање, да препознаеме примањето и прифаќањето. Океј. Најде го Ефес 6:18. Има многу примери. И не би било добро да проповед за силата на молитвата остане и без пример. И веќе кажам еден, најдаза. Прво ми текне што сакам да ги поздравам Александар и мислам дека има уште еден двајца со нив. Они се во Битола. Таму проповеда мислам дека во Евангелска црква. И тоа треба да го поздравиме сатот. И ќе ви кажам зошто ќе го поздравиме сатот. Иако Александар не слуша, може да слушне на ова. Не го поздравуваме ни Александар. Тоа е супер, говорете го поздравуваме. Нели, ја поздравуваме го поздравуваме чинот на Светиот Дух што прави последно време меѓу луѓето што се нарекуваат верници. Понекогаш и ние сме мислеле дека сме скарани со некого или не скарани, дека некој не прифаќа и обратно. Али Светиот Дух е како ветер. Он ќе дувне од таму, ќе дувне од ваму, ама никогаш најверојатно не од кај што мислиме. И ќе ги донесе работите на своје место. И затоа е тоа убаво. Затоа е тоа убаво. Зашто се пројавува буквално баш единство на верата и во духот. На мирот би требало сите да имаме. Единството на мирот е тука. Кој ќе скараме со некој, не значи дека сме го изгубиле мирот. Мирот не е наш, па да го изгубиме. Така, мирот е од Господ. Така да не го губиме. Али за единство во верата да имаме, ова е интересно, треба малце чекор да направиме. 1, 2, 3, 5 понекогаш. Сите. Ама кога ги видиме резултатите,
Ја видим убавината во сето тоа. На тоа што ние го нарекуваме понизност, послушност, ако има уште многу зборови, кажете, да ги кажем и тие. Со секаква прозба и молитва, молете се во духот во секое време. Молитвата во духот не е ограничена. Андреј ми кажа сега на последната домашна група, вика, Иле, има еден човек зборува да се молиш на јазици, додека збориш со некого. Едноставно да се вежбаш. И ова некако го потврдува тоа. Убаво е, нели, да се надградува себе си, не знам колку е секогаш да го правиш тоа, али ако се извежбаш не е проблем. Но вика, молете се во духот во секое време. И заради тоа дејте со сета истрајност и со молба за сите свети. За сите свети. Не преразлика од свети Павле до свети Јаков. До сите свети. Молете се во духот постојано. Рековме на почеток што мислиме за молитва во духот. Дека не е само во духот, него и со духот. Али не запирајте луѓе. Кога некој човек ќе дојде во вашите мисли, а посебно и со нешто ќе дојде во вашите мисли. Не само како силуета, него и со нешто. Со нешто што на грбот го носи, како терет, со нешто што во умот му се мати. Е тука да расудиме, никако да осудиме, но пред се да се застапуваме. Зашто ние имаме и пример за застапник пред Господ. Исус е првиот во се. За да имаме ние пример во се. Така да ако имаме ние пример за застапник, тоа што не кочи ние да бидеме застапници за луѓето околу нас. Амин. 4:6 Филипијани. И да не претераме. Од тебе. Од сите по 10. Али фала, тоа е дарежливост, 10 минути. Радувајте се секогаш во Господ, ќе очитаме 4 и 5. И пак ќе кажа, радувајте се. Одете на Македонија и радувајте се. Не мора за се, мислам, да има причина да се радувате. Кога имаме причина за радост, понекогаш не е радост, веселба е. Ме разбирате? Кога гледаме тука. Ама радоста е Божја. Дар од Господ, така пишува, дека е дар од Господ. Што значи тоа? Дека нашиот дух е во постојан мод на радост. Абе, Иле, како да се радувам? Авионот го испуштив. Така ќе се радуваш за вториот после него. Ме разбирате? Не е ова нешто невозможно, луѓе. Не го зборам ова нешто што, нели, или охрабрено тоа Вики што кажа Биле се радува нонстоп. Најверојатно не. Ме разбирате? Може би повеќе од некого или не знам како или повеќе од порано во мојот живот, но не секогаш, така. Но имаме шанса да ја препознаеме и да се радуваме. Кога ќе се радувате, му ја земате сила на проблема во вашиот живот. Го обесилувате скроз. Не му давате да претне. Ме разбирате? Зашто кој му може нешто на радосен човек? А посебно уште ако е радосен и дарежлив. Никој не му може. Против вакви работи нема закон, луѓе. Ни природни закони, ни не знам какви закони. Какви се закони има? Многу има. Против вакви работи нема закон, зашто е слобода. Така да, слободно радувајте се. И не грижете се за ништо. И да не се грижиме за ништо. Туку во се, буквално во се, еднаш слушнам вака. Але добро е што децата наши разбираат. И тоа многу разбираат. Ја добив еден одговор од еден тинеџер, ќе се препознае он вака. Викам, добро, разбираш нешто, пошто си тазе последно време, слушаш благо, тоа се разбираш. И вика, Иле, искрено ќе кажам, не разбирам на почетокот, ми беше се нејасно.
Ама слушайте го одговор. Али кога ја разбрав благодата, како седа ми стана јасно. Кога ја разбрав благодата, како седа ми стана јасно. Ја знаја дека тоа е вистина. Јас тоа го имам осетено и знам дека тоа е вистина. Кога разбирате дека Господ е добар, вас се ви станува јасно. И што рековме, да не се грижиме, туку во се преку молитва и благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. Кој ни рекол дека ние не можеме да имаме барања пред Бог? Тогаш Бог би бил нешто така страшно. Но кажаме на почеток какви се нашите барања пред Бог. Нешто што Он ни го донесе, а ние го искажуваме. И има сила во тоа тогаш. Има сила. Ниедно дело во твојот живот не те направи тоа што си, колку што те направи благодата, тоа што си. Ниедно дело во твојот живот не те направи тоа што си, колку што те направи благодата, тоа што си. Имам уште малку, но имам уште кога влегов тука некои зборови и не сакам да останат не кажани. Зборови за личност, окрепрување и имам збор за Анатони жената. Извините го заборавив името, се запознаваме минатиот пат и беше Билјана, така? Убаво. Билјана Тлапно беше фолклорски извори. Да, опеано име, зашто е многу убаво име. Искрено како што си ти многу убава. Но тоа те убави не уште поголема зашто е однатре. Затоа така можеш и да светиш и да сееш. И не знам кој во животот и што ти кажувал, кој те обесхрабрувал понекогаш, кој ти викал, не знам, лоша мајка си или негрижлива мајка си, ја не го знам тоа, но гледам такво нешто. А од друга страна пак гледам Бог што ти вика. Бог ти вика, јас кога замисли за мајка како Билјана ја гледав и така замислував. Не знам ова, колку има вистина ќе видиш ти или ќе ми кажеш после служба, но те гледам како многу добра мајка. Многу добра мајка, но те гледам и нешто друго, како многу добра сопруга. Сопруга што е буквално вратот на главата во вашата фамилија. Го разбираш ова? Така да охрабри се, зошто? Зашто Господ ти носи период во животот каде што за некои работи што тајно си се молела, ама на Господ си се молела. Те гледам буквално на Господ си се молела. И сега ќе видиш остварено. И со Тони ќе седнете и ќе разговарате. Како дојде оваа промена? Добро, што се случи? Разбирате? Вашиот спас не е тука. Вашиот спас е во Господ. А Господ е донел тука да уживате. Амин. Кога ова ќе го знаеме сето, нашите молитви од тажачки, од жалачки, ќе преминат, брати, во благодарнички и во победнички. Амин. Кога овие работи ќе ги живееме, ова не е минало. Да нашите молитви на вистински, ние луѓе не знам дали памтите, а треба да памтиме. Иако понекогаш сме со кратки мемори, треба да памтиме колку време оваа црква отвои за поучување што е тоа вистинска молитва. Верувате, мислите дека тоа без плод ќе остане? Не смее без плод да остане. Не смее да остане без плод. И немојте да чекаме ние недела за молитва. Дома, јас знам повеќе од пола. Што прилика, како што кажа Вики, се знае, повеќе од пола. Тргна наваму со молитва, ама и сина ќе легна со молитва. Видете колку е молитвата застапена во нашиот живот. Управо сум? Точно. Кога се молиме во духот, не сме ограничени, луѓе. Јас сум работел тешки работи, али духот ми перцепирал, тоест умот, духот ми кажал, а умот ми перцепирал невидени духовни работи. Што луѓе, вау, вика.
физички невозможно. Зошто си работа, треба да мислиш на работата, духот е ослободен на такви работи. Затоа понекогаш сонот го користи како алатка да ни каже било ли пророчки, било ли охрабрувачки, било ли зборови на знаење и така нешто, слики, цели визии. Господ не менјаваше цели случки преку сон само во Стариот Завет. И до ден денес. И до ден денес. За повеќе Јован, читате како да ги испитуваме работите и што да ги испитуваме. Но немојте да отфрлате. Господ е вчера, денес и за секогаш ист. Така да ќе повторам уште еднаш ова. Нашите молитви премина од жалачки во благодарнички и победнички. Нашите молитви мора да бидат победнички. Зашто ние, устори, некој е издвојува целосната победа за ние да го живееме. Јаков 5:16. Така да благодарноста е голема улога игра во нашиот живот. Посебно во нашиот растеж. Исус им вика 10 лепрозни, исцелив само еден се врати да ми благодари. Не е добар процент ич. Ама полука е да не го правиме тоа. А не е добар процентот ич. Али во тоа време према разбирањето. Да. Но нашите молитви да бидат благодарнички. Тоа знаете што значи? Ќе слушате некогаш, некој напред ностоп се моли, ти благодарам Господе ова, ти благодарам Господе. Тоа значи тоа. Него те молам Господе за ова, те молам Господе за она. Тоа значи благодарнички. Ти благодарам зашто беше, зашто е, но и зашто ќе биде. Најголема валидност и сила да продолжиме да се молиме, знаете што ни дава? Услишани молитви. Остварени молитви во нашиот живот. И еве го, Јаков рекоме, страдали нека меѓу вас, нека се моли. Весел ли е некој, нека пее псалми. Боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата, се со ова практични совети како треба да биде. И се тоа важи. И се тоа важи. Нека ги повика старешините на црквата, тие нека се помолат на него и нека го помазаат со миро во името на Господ. А молитвата со вера, ќе го исцели болниот и Господ ќе го крене. И ако направи гревови, што во вистинскиот превод е грешки, а што не е опасно ни ова, разбирате, ако направиш грешка, не ти ја одзема праведноста. Него праведноста изима сила на грешката. И ти вика, сега можеш и поинако. Оди и не греши. Ние не станаме праведни, рекоме тоа, ни со ние на наше дело, за да можем гревот така да не отргне. Исус не направи праведни и во Исус сме целосно втемелени. И вика, тоа што кажам на почеток, делотворната молитва на праведникот има голема сила. И тоа е она на која се базираше, нели, денешната проповед. Но пишува делотворната, луѓе, дела прави. Љубовта дела прави, благодата дела прави, молитвата дела прави, верата дела прави. Тие не беа замислени за фикција, тие не беа замислени за ние само да ги збориме, а да не гледаме ништо на дело. Разбирате? До делотворната молитва на праведникот, од еден до последен. Од еден до последен. Сите сте вие праведници во Христос. И секоја ваша делотворна молитва ќе има голема сила. Има сила во молитвата и има сила во името на Исус. За крај ќе го прочитаме, кога ќе најдем во прва книга Самуилова,
Ова кога читам носто ме фасцинира. И ќе ви кажам зошто овие ме фасцинира. Ова е една молитва, како што ние можеме да кажеме со некој начин на јадна жена. Во приказка да слушате, така ќе слушнете. Ова е молитва на една јадна жена, ама пазете, видете на жена што и се случува. Жена што била отфрлена, жена што и правеле сопки, а плюс жена и што не можела да роди. Два и на ќе читаме цел. Втора глава сам. И така да ја прокламирам денес. Секој што мисли, секој што не може, што има симптоми дека не може да раѓа, да роди во името на Исус. Амин. И исто така да благодари за истото. И се молеше Ана, и ева Ана, жена на кралот што беше отфрлена скроз. Али жена што се надеваше на Бог и доби дете, доби Самуил. Извинете. Водата нема. Оставихте без вода. Али ја јам изворот кој пијам, не се греш. И се молеше Ана и велеше: ми се зарадува срцето мое во Господ. Се возвиши силата моја преку мојот Бог. Широко се отвори устата моја против моите непријатели, зашто се радувам поради спасението од тебе. Никој не е така свет како Господ, зашто нема друг освен тебе и нема тврдина како нашиот Бог. Не зборувајте повеќе толку горделиво, зборови дрски нека не излегуваат од вашата уста, зашто Господ е Бог на знаење и постапките негови се одмерени. Лакот на силните се прекршува, а слабите со сила се здобиваат. Во нашата слабост Исус е пајавува јак. Ситите работат за леп, а главните почиваат. Дури неплодната раѓа 7 пати, а многодетната изнамоштува. Господ умртвува, оживува. Ова има вистина. Ова има вистина. Ние кога го знаеме Господ и неговата добрина, ова има вистина. Господ умртви се наше и донесе живот, и тоа живот во изобилие. Амин. Одведува во пекол и повторно таму доведува назад. Точно е. Окей, ја мислам дека е точно. Така? Исус, како пишува? Он се робје, таму кај што беше, и на сите им подари дарови. Господ го прави човека сиромав и богат. И ова е точно. Мораше да нас сиромаши, луѓе. Ако имате нешто во раката, мора да отрнете да се добиете повеќе. Како има? Не може. Така да, осиромашивме и заможеше Господ богат да направи. Од прав го подига бедниот, од кал го клева сиромавиот. Ова сме го виделе многу. Ставајќи го да седне со големците и им го дава во наследство престолот на славата. Не само големциве, не се малку. Во наследство им дава, луѓе. Престолот на славата му го дава во наследство. Зашто во Господ се столбовите на земјата. Ова мене ме фасцинира. Жена, што рековме, јадна женичка, што била потиштена, што била отфрлена. Видете какви откровенија има за големиот Бог. Во Господ се столбовите на земјата и тој врз нив ја утврди вселената. Знаете како? Од НАСА не мора толку. Нека ја прашаат или нека прочитаат тука. Еден има изјавено, вика, научник, ама и верник. Вика, луѓе, се што талкате со години на научници им збори, се што, каде што ќе стигнете, теолозите веќе ќе бидат стигнати таму. Разбирате? Ги услиши молитвите на молителот и ги благословува деновите на праведниот, зашто не е според силата човекот јак. Можеме ние и да се набилдаме, можеме и се, можеме и карате да вежбаме, но не е јак човекот према силата. Јак е човекот, заради што Господ да направи јак. Ево, оставам во благословот и
Едноставно размислувајте за овие работи. Бидете охрабрени да се молите еден спрема друг, да не чекаме само некој напред да се моли, некој за нас да се моли. Има сила кога. Иако вие во некоја ситуација, за иста ситуација да се молите вие за другиот. Сум го кажал многу пати, ќе го кажам пак еден пример. Имав 41 температура и Господ ми става човек да се молам за него. Викам, Господе, мене ми е тешко. Разбираш, како става за друг? Моли се. Се моля, колкото дека стигне со некој лекови, температура да падне спрости. Така да има сила вашата молитва. Као што кажа Павле, застапувајте се еден према друг. Не мора некој да знае. Господ знае. Господ знае. И затоа ние не се плашиме од манипулации. Дека треба да правиме нешто да бидеме видени. Не. Нас Господ не гледа. Господ не гледа. Господ те гледа и тебе те сака многу. Има луѓе. Да. Така да, луѓе, Господ не гледа. И не гледа за осуда, не гледа за оправдување. Зашто ако не осуди, самиот он ќе се порече. А он немаше сила поголема од него и мораше во себе да се заколне. И тоа го направи за никогаш ние да не се колниме. Него нашиот збор да биде да, да, не, не. Останете во условен. Мене ми остана и работата да заврши со службава, мислам дека Вики со децата ги носи на славолет, така да најверојатно ми ми купи денеско славолет. Али јас таму кај што да ми има и повеќе. Ќе да помагам, не само да јадем и да пиеме и така. Така да, тоа што и Вики го кажа, во четврток имаме служба, домашните групи посетувајте се ги тие што не сте. Веќе бидете, освежувате други, зашто и вие самите сте освежени. Останете во Божиот благослов. Амин.